Почитувани, Зоран Заев и Радмила Шекеринска не се тушираат со студена вода во нивните луксузни купатила. Тие и нивните блиски уживаат на јахти и мотори, а за студентите е луксуз да добијат топла вода. Ветуваат студентски градови и подигнување на студентскиот стандард, а ги вратија студентите 15 години назад. Студентите во студентските домови повеќе од 2 недели се оставени без топла вода и парно грејење. Власта не работи за младите, власта работи против младите. Студентите во студентските домови не можат да ги остварат основните потреби. Тие со недели немаат ниту топла вода, ниту грејење, а температурите се се пониски. Студентите живеат во субстандардни услови. Иако редовно ги плаќаат обврските кон државата, обврските за домување, а добиваат ризик по нивното здравје. Исто, и храната во студентските домови не ги задоволува санитарните и калориските стандарди. Во неа редовно можат да се најдат бубачки, отпушоци, игли. Вака се хранат идните академски граѓани кои одново треба да ја градат државата која што сада само ја уништува. Ваквата состојба во студентските домови е резултат на негрижата и неспособноста на актуелната власт на СДСМ. Реализацијата на капитални инвестиции изнесува очајни 27%. Нема нови проекти за младите, стопирана е реконструкцијата на студентските домови. Нема ништо од ветувањата за изградба на студентските градови. Ветувањето за младинска гаранција исто така остана уште една шарена лага на власта. А СДСМ дополнително скрати милиони евра со ребалансот на буџетот наменети за изградба на основни и средни училишта, превод на книги од светски реномирани автори и други проекти во интерес на младите. ВМРО ДПМН знае што им треба на младите, а во новата програма на партијата тие ќе бидат врвен приоритет. На Македонија и требаат младите кои одново ќе ја изградат државата од пустошот кој што го оставија Заев и СДСМ. Ви благодарам.